Почитувани, СДСМ сака политички да профитира од маката на граѓаните. Начинот на кој СДСМ функционира во последниот период е веќе виден. Тоа е истиот начин научен во текот на мрачната транзиција. СДСМ реализира пошироко сценарио за дестабилизација на политичката сцена. СДСМ се обидува да поттикне социјални немири, да предизвика монтирани инциденти и да стимулира граѓанско незадоволство. СДСМ во последниот период активно учество и со поддршка на протести организирани директно од страна на СДСМ или од групации блиски до нив. Овие активности, кои за нас се видливи и јасни, имаат една и единствена цел, а тоа е Бранко Црвенковски и СДСМ да се вратат на власт. ВМРО-ДПМН има информации дека одредени општински организации на СДСМ низ Македонија имаат за задача организирање на монтирани средби на Бранко Црвенковски со внимателно одбрани земјоделци, стечајци и други граѓани, членови или симпатизери на СДСМ, ова со цел да се добие впечаток за посветеноста на СДСМ кон интересите на граѓаните. Но тоа го прават многу неискрено и очигледно како напор единствено за свое повторно враќање на власт. Дел од ова сценарио на Бранко Црвенковски и СДСМ се состои и од логистичка поддршка на протести на стечајци и мобилизирање на членството на СДСМ со цел предизвикување на впечаток во јавноста за наводно огромно социјално незадоволство и револт. СДСМ и Бранко Црвенковски, иако неформално, но директно и непосредно стојат зад организирањето на така наречените протести на стечајците. СДСМ ќе мора да одговори дали е точно дека нивни активисти и членови, а некои и поранешни и сегашни пратеници, стојат зад организацијата на членството на СДСМ од општините Куманово, Велес, Штип и Пробиштип за директно учество во подготвувањето на денешниот така наречен протест на стечајците. СДСМ ги користи истите начини за организирање на впечаток за незадоволство и во случајот со вештачки предизвиканите протести на вработените во градинките во општина Карпош. Почитувани, излитените транзицијски трикови на Бранко Црвенковски и СДСМ продолжуваат. Сценариото е исто и добро познато, но главниот лик се послабо глуми. Граѓаните добро ги препознаваат лажните насмевки и неискрениот говор на Бранко Црвенковски. СДСМ и Бранко Црвенковски се враќаат онаму каде што оставија ненадомеслива штета. Му порачуваме на Бранко Црвенковски да ја тргне политиката настрана од неволјата и страдањата на стечајците кои тој ги создаде, од земјоделците од кои тој направи социјални случаи и од илјадниците граѓани жртви на неговото неодговорно и нечесно владење. Тоа што го прави СДСМ е неморално и неодговорно. ВМРО-ДПМН нема да дозволи граѓаните на Македонија да бидат излажани по четврти пат. Очигледно е дека СДСМ и Бранко Црвенковски се непоправливи. Благодарам.